Утринава ве поздравуваме од градскиот парк и ве покануваме да го проследите разговорот посветен на единствениот регистриран спортски клуб за стоечко веслање на даска Pedal Club Sup Adventures. Разговарам со Дамјан Петеревски, основач на овој спортски клуб. Дамјан, добро утро. Добро утро, фала на поканата и благодарам што одвоите време за да раскажеме малце за нашиот клуб и за нашите активности. Од кога всушност постои спортскиот клуб и како настане иницијативата да се формира? Постоиме веќе 9-та сезона оваа година како работиме низ Македонија, со тоа што на почетокот почнавме како идеја, можеби да биде нешто различно кај нас, се уште никој не го знаеше, може да кажам дека можеби на една рака би избрал луѓето кои биле запознаени воопшто со овој спорт, но не секој имал прилика да го проба. Нас ни беше предложено конкретно, јас се повредив пред 12 години кичмата, им беше предложено за да пробам да се оправам на некој начин, бидејќи имав потешкоти со одењето, па ми беше предложено да земам овој спорт да го пробам, дали ќе ми направи некој подобрување конкретно за тој лумбарен проблем јас кој го имам на кичмата, полека да не врати на нозе и да решиме да видиме дека уствари има некој потенцијал на ова нешто ново кои луѓе ќе го сакаат и да го пробаат како и ние. Па полека земавме неколку даски, го отворивме клубот пред 9 години и полека само растат активностите на нашиот клуб. Кои се активности се одржуваат во рамки на клубот и колку инструктори има? Кај нас имаме 3 инструктори, со тоа што активностите, бидејќи сме реално мобилни да не речам, немаме база од каде што весламе на сите 14 езера во Македонија, 3 природни и другите вештачки, со тоа што бидејќи повеќето од езерата кај нас се вештачки, па активностите ни се лимитирани кој период од годината може да ги правиме. Да речеме, можеби од моите омилени езера Калиманци има еден месец кога може да се весла, после тоа се испушта, се користи за наводнување на различни ниви у околина и автоматски се празни езерото и више не е така атрактивно како да речам повеќето други. Глобочите од друга страна е со костнатен водостој, па да речам изгледа атрактивно преку целата година, но у принцип така не се поделени. Ние имаме тренинзи кои ги вршиме пред работните обавези или после, или за викенди каде што најчесто шетаме со нашите членови. Посетуваме отприлика 4 езера во неделата, со тоа што пробуваме да намираме што помали или помали езера низ држава за на некој начин да и локалното население го вклучиме во овој спорт или конкретно да се запознаат со тоа ова ние што го правиме. Правиме различни организираме различни активности со тоа што некојаш се поврзани со кампинг, некојаш се поврзани со готвење, барбекюс и различни работи што може да се изведат во природа, но во принцип најчесто кај нас се зачленуваат луѓе кои сами научиле или се само уки во овој спорт, па сакаат можеби дружба или да посетат некое друго место, бидејќи како што кажав 4 езера ги посетуваме во неделата, но обавезно 1 до 2 езера нови ги истражуваме во текот на месецот активен кој ние, а реално активностите ни се од мај до септември. Така да сме лимитирани со можноста кога сме во вода, но пробуваме максимално да издвоиме и да сме барем во природа ако ништо друго. Она што интересно е фактот дека на вашите активности честопати доаѓаат и државјани од странство кои што престојуваат привремено тука. Поголем интерес има кај странците или можеме да кажеме дека и кај нас низ годините се повеќе расте интересот за веслање на суп даска? Би рекол на почетокот беше баш обратно. Повеќе странци беа запознаени, реално е релативно нов спорт овој кај нас. Повеќето беа на почетокот странци, но веќе се менува таа бројка. Мислам дека ако не е изедначена, веќе и повеќето од македонциве знаат да се уклучат на нешто можеби релативно ново кај нас и да сакаат да пробаат. Дали виделе од страна некој што поседува сам своја даска, па виделе отприлика како изгледа или не виделе нас со нашите активности низ езерава како се придвижуваме со веслање. Но во принцип мислам дека полека расте број. Дали луѓе пробале во странство, биле негде на одмор па го виделе како активност која може да прават, реално заменува веќе кајак. Бројката на луѓе кои поседувале кајаци на времето, сега на најнаш се преобрази во тоа да сите поседуваат како душек на вода, да не речам, сите си имаат даска за веслање, со тоа што е баш рекреативно како и нашиот можеби клуб како што функционира. Анимација на повеќе локации, да ги запознаеме што повеќе луѓе со овој спорт и у принцип да изведеме што повеќе луѓе може надвор во природа да уживаат. Јасно дека најубавата сезона за веслање на даска е летниот период, па што подготвувате ова лето? Има ли некој убав настан што може еве вака да ја собере целата спортска јавност или сите рекреативци што сакаат да
веслат на даска? Првично нашата идеја беше да активираме што повеќе рекреативци, бидејќи спортов како спорт не е толку познат кај нас, и решивме пред 4 години да направиме едно преминување на Охридското езеро како имитација на најпознатиот пливачки маратон кај нас во Охрид. Од Светинаум до Охрид е рутата која ја поминуваат. Имаме две категории, едната е 23 километарска трка која е малце поскратена, или 26 километарска авантура која е за рекреативни веслачи направена, се прави релативно во група. Лани конкретно имавме 80 веслачи во авантурата, каде што имаат 8 точки на застанување во текот на преминувањето, да не речем на најубавите локации на Охридското езеро, бидејќи се движиме по крајбрежјето заради сигурности причини, се прави целото групно само заради тие сигурности причини, бидејќи знаеме Охрид може да биде и со оние морски бранови, да не речем. Така да една од причините зашто го бираме можеби да биде во месец јулија, каде што од прилика може да предвидиме какво ќе биде времето, дали ќе биде тој северен ветер кој го очекуваме од Пладне нагоре да се појави, но од друга страна па втората категорија ни е трка, каде што анимираме многу повеќе луѓе од странство. Ние конкретно со сопругата го водиме клубов и шетаме, не знам, низ цел свет сме биле, конкретно со даски, секој ги носиме нашиве даски и запознаваме локални клубови кои после тоа доаѓаат на наши настани или доаѓаат чисто за да се запознаат со убавините кои ги имаме во нашава земја. Но во принцип да трката ни е повеќето од нив, конкретно низ години назад беа само странци. Оваа година више имаме 10 македонци пријавено. Едната е трка за даски на дување, другата е за тврди даски. Кај нас за жал немаме тврди даски, така да повеќето е од нив ќе бидат луѓе од странство. Еден од нашите членови купи оваа година тркачка даска и ќе биде вклучен со нив, но во принцип повеќето од нив се странци. Кај нас е поголемиот дел од луѓето рекреативни, дојдени се на оваа 26 километарска рута да поминат чисто за се запознаат со спортот и од прилика како изгледа тој тркачки формат. Значи пријавувањето е во тек, има доста пријавени, но се уште можат заинтересирани да се приклучат. Секако, до еден месец пред настанот, конкретно во јуни го завршуваме регистрирањето, но веќе имаме 80 луѓе кои се регистрирани, повеќето од нив секако странци пробуваат да си букираат по ефтини летови, смештај по ефтин доколку го букираш некако претходно, со тоа што секако би сакал да ги анимираме и нашиве македонци, нашиве луѓе да се приклучат на нешто што мислам дека прераснува во една традиција, веќе четврта година го правиме, се повеќе и повеќе. Конкретно првата година имавме 19 веслачи, на втората имавме 40 пријавено, на следната година више имавме 90, така да полека ни растат бројката на пријавени и воопшто заинтересирани луѓе кои сакаат да го прават ова преминување, така да би ги поздравил сите и би ги поканил да дојдат да ни се придружат. И за крај, Дамјан, оние што сакаат да се информираат редовно и да ги следат вашите активности, па нормално и да ви се приклучат, каде може да ја следат годишната програма? Конкретно имаме вебсайт pedalclub.com каде што може да не заследат и да видат повеќето од информациите поврзани со нашиот клуб, но секако и по социјални медиуми, Facebook, Twitter, Instagram, каде што реално имаме секојдневни активности каде што ги постираме и најчесто таму не следат луѓе за да ги видат нашите активности. Ти благодарам за разговор. Благодарам и вам.